Разрешницата за скандалот на онкологија тапка во место. Додека јавноста очекува конкретни резултати од истрагата на обвинителството, истражните органи повторно со штури информации. Се пребираат докази, се испрашуваат пациенти кои се пријавиле да помогнат и се врши распит на повеќемина вработени на клиниката. Се извлекуваат податоците со истории за третманот на група пациенти кои примиле биолошка терапија на клиниката, како и медицински истории на уште околу 40 на пациенти за кои се врши директна проверка на податоците за лекувањето. Основното јавно обвинителство Скопје формираше тим од експерти кои вршат анализа за целокупното економско-финансиско работење на клиниката, како и анализа на податоците од здравствените истории на пациентите. Откако излезе информацијата дека каналот за илегалната продажба на онколошката терапија води кон Косово и Албанија, обвинителството ќе бара податоци од надлежните органи од овие држави за нивните пациенти кои се лекувале со одредени терапии во Македонија. Инаку, министерот Меджити непосредно пред да се обелодени аферата на онкологија испратил контрола од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, но тогаш не биле евидентирани никакви пропусти. И ја наредив Државниот санитарен и здравствен инспекторат, инспекторите да одат на клиника. И тие биле на клиниката за онкологија и радиотерапија и през еден период од 1 јануари 2022 до 31 октомври истата година 2022 направиле на контрола со кои овластувањата, во склоп на овластувањата што го има Државниот санитарен инспекторат и за овие 10 месеци, според нивниот извештај што го донесува кај мене во кабинет, нема некои пропусти. Меджити вели дека се уште не е одлучено дали во функција ќе биде вратен като системот која контролира употребата на лекови, цитостатици, или ќе се оди на друг систем за оваа намена. Министерот повторно гарантира дека, откако е тој начело на ресорот здравство, на клиниката за онкологија нема пропусти и апелираше јавноста да не шпекулира со информации во врска со овој чувствителен случај, бидејќи, како што рече, со тоа може да бидат загрозени животи на пациенти.